Имавме динамична и година со многу предизвици и неизвестност, како дома, така и на меѓународен план. Но 2022 беше и успешна година. Година во која направивме историски исчекор во евроинтеграциите, ги започнавме преговорите со Европската унија и ја поставивме земјата на експресниот пат на реформи и трансформација. Немавме право во време на турбуленции и безбедносни предизвици да ја ставаме под знак прашалник европската перспектива на земјата. Со францускиот предлог и неговото усвојување од страна на парламентарното мнозинство, успеавме на европски начин да најдеме решение за разликите и отворените прашања со Бугарија и после 17 години чекање, официјално да го започнеме процесот на преговори со ЕУ. Последниве години покажавме искрен и отворен пристап во спроведувањето на реформите. Цел изминат период бевме фокусирани на резултати во областа на правосудството, борбата против корупцијата, подобрувањето на слободата на медиумите и слободата на изразување. Застанавме одговорно пред овие прашања кои беа со забелешки и во извештајот на Европската комисија за 2022 година и ги актуализиравме со цел поинтензивно да продолжат реформите и напредокот во најважните поглавја во преговорите со ЕУ. Добивањето позитивен годишен извештај за 2022 година ја потврди посветеноста на владата на реформската агенда. Но мора сите да знаеме дека пред нас е еден сложен и тежок процес кој бара да биде поддржан од сите општествени чинители, особено од политичките фактори. Процес во кој имаме уште многу работа и уште многу задачи и обврски за исполнување и достигнување на европските стандарди и прописи. Веќе е потврден европскиот пат на Северна Македонија, сега треба сите заедно да го задржиме стабилен. Затоа ни е потребен сериозен политички консензус околу прашањето за еднината и правецот на движење на државата. Не сега, туку во наредните 10 години. Тоа е темелот и предуслов за успешно заокружување на овој национален проект. Политичко обединување и гаранција дека нема да стагнира земјата и дека ќе продолжи да се движи во патот кој носи стабилност, просперитет, нови можности и уредена држава, во која има демократски функционални институции. Тоа е она што го бараат и сакаат граѓаните, тоа е единствениот концепт кој носи известност, реформи, фондови за развој на земјата и концепт во кој граѓаните веруваат. Затоа ова ќе биде година која ќе им потврди на граѓаните кој е искрен во намерите за трансформација на македонското општество на подобро, а кој бега од промените кои ги носи процесот на преговори. Со почетокот на преговорите со ЕУ и фазата во која се наоѓаме на скринингот, имаат позитивно влијание врз политичките процеси, реформската агенда и генерално врз оптимизмот во општеството и граѓаните, кои мора што поскоро да почнат да ги чувствуваат бенефитите од преговорите со ЕУ. До сега, на моје особено задоволство, скрининг процесот тече непречено, се одвива со одлична динамика, онака како што предвидовме со Европската комисија. Оваа пролет паралелно на скринингот треба да работиме и на изработка на патоказите за владење на правото, функционирањето на демократските институции и реформата на јавната администрација. Но исто така и на успешно завршување на уставните измени пред завршување на скрининг процесот. Владата има јасен план и визија за европеизација и трансформација на македонското општество, која ќе овозможи земјата да се движи по зацртаната траекторија кон ЕУ. Ова е време кога треба да ги надминеме тесно партиските интереси и да не дозволиме после 17 години поминати во чакалната на ЕУ да се однесуваме неодговорно и да се доведеме во ситуација било кој наш домашен политички фактор да биде кочница и да ја блокира државата на патот кон ЕУ. Единство и обединување се условите кои обезбедуваат светла и известна европска перспектива на државата и реална шанса 2030 година Северна Македонија да биде членка на ЕУ. Очекувам околу исполнувањето на оваа стратешка цел секој да преземе одговорност и да даде свој придонес во процесот. Не за владата, не за партијата, туку за државата и граѓаните. Со тоа несомнено оваа година за Северна Македонија ќе биде уште поуспешна од претходната и ќе ја завршиме со одржување на втората меѓувладина конференција и отварање на првиот кластер на преговорите.